Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 532 издание. А денес чести задоволство ми е што ми гостува вечерва, односно имам можност да разговарам со еден млад, бунтовен и пркосен режисер, за кого не постои филмска планина која што не може да искачи, затоа што буџетските препреки на сите домашни филмови ги надминува со ентузијастичка посветеност и сите филмови се еклатантен пример за благодетите на независната филмска индустрија, затоа што вклучуваат соработници кои се подготвени да вложат поголем дел од себе си и своите познавања за да биде реализирана таа сингуларна визија на авторот. А авторот во овој случај и тоа како знае што сака да постигне со филмовите во кои се обидува да ги улови емоционалните напливи од субјектите во документарните филмови, да направи волшебна јукстапозиција во кратките експериментални, да си поигра со шареноликата архива која ја искористува за своите дела и да имплементира очудувачки елементи во долгиот метар. Привилегиран сум што во рамките на 532-то издание на Дансе Макабре ми гостува Илија Павлов. Добре дојде. Здраво. Кажи ми, кога за прв пат се соочи со филмската уметност? Прво изложување ти беше на малиот екран, во киносала, како се изложи на филмот? Па, на 5 години татко ми е каратист и шетавме из центар и видовме еден постер огромен, беше 99-та, јас сум 5 години. И на него му заличи тоа дека има некој акционен филм во кино и беше како ајде ќе го гледаме. Добре. За подоцна сватам дека тој филм бил Matrix, 99-та и првиот 5-1 Surround. Јас првото мое соочување со таа некоја кино е првиот 5-1 Surround кој е дојден во Македонија воопшто некогаш. И ден денес ја после тоа не сакам да го гледам пак Matrix, имам само гледам на некои сценички. Но таа некоја сцена кога тоа чудовиштето малечко, бубачката влегува под кожата, ми создаваше такви немири во сонот што не знам, најверојатно од тама некаде тргнат тоа целата таа некоја си фасцинација како е можно да нешто си било на екранот и на филм да ти создава такви немири, што од една страна не е добро, но е фасцинантно како е возможно тоа. Бил татко има право со оглед тоа што има акциони сцени. Да, има доста акциони, ама е многу Не бил тоа чак Норис филм кој што мислел дека ќе го гледате. Па така нешто, да. Супер. Он е фасциниран со Роки, со иако Ван Дам, да. Мислам не толку Ван Дам, он е, не знам, Роки му е филмот и Карате Кид, не? Океј, супер. Со гледам тоа дека е каратист. И и мене кецот Роки ми е еден од all the time. Имам некои си 500 филмови што не можам да ги прескокам никогаш. Понатака, не знам, после тоа си продолжувам со животот како што си тече и прв пат мислам дека бев 4-то одделение, имаше телевизиска премиера, филмот на Светозар Ристовски Илузија. Добре. И го гледав тој филм и толку бев фасциниран од тоа. Не би можел да кажам дека јас ја имав истата ситуација кај мене дома да биде таква. Ама никако се променил во тој лик бидејќи во тој временски период пишував некои работи кои беа по македонски текстови, постојано излегував, ги читав тие, беа добро прифатени од сите. И таа некоја фасцинација на тоа да пробаш ти од мал да промениш нешто што не ти се допаѓа и при тоа е ситуацијата каква што е во семејството, некако се толку многу се идентификува со тој лик Марко и малото дете и не знам, и така целата таа ситуација толку многу добро ми беше доловена на некој си, сега не можам точно да се сетам дали има 12, 13 или 14 години или не, 14 е многу. 12-11, така нешто. 11 би требало да си имал, 2004 некаде би требало да е Илузија, да. 10-11 да е прикажано на телевизија. И така тоа почна, после неколку месеци постојано го даваа на ТВ1000 и се сеќавам постојано бев 5-то одделение и бегав од часови, тоест не бегав од часови, туку некако
наоѓав начин да не оставам со другарите после часови и да се дружам со нив, туку да отидам дома и да го гледам тој филм. Одлично. И мислам дека тоа беше таков еден маратон каде што филмот го дава секој втор ден во истото време Да. 100 пати. Така. Премногу пати и јас се сеќавам дека 100 пати го гледам. Не си пропуштил ниеднаш. Да, дури буквално го чекав секој ден и не можев да садам како зашто го прилипуваа денес. Као нели тоа треба да се гледа. Да ти остават малку време да се дружиш со пријателите, најверојатно. Тоа најверојатно и као многу пати го гледав, дури се сеќавам некои сторибордови, почнав да цртам за тоа како би не е заинтересиран филм, режија, кој го пишува, како се прави, кој го финансира, како се снима, објективи. Да. Го гледав ликот и онака сакав да бидам тој, сакав он да победи, сакав и јабев сакаше да иде во Париз, да замине. Да замине, таа некоја надеж, ете. Постоечка е. Инаку е многу интересно, сосема случајно, јас свакако ќе си ги прелистам овие некои сеќавања во главата, во Rebirth, гласа на Voice of Silence, истата таа нумера од Ерик Сатие е искористено. Да. Тотално случајно. Не ми беше намерата као референца некоја, ама неверојатно од тоа време некои сеќавања, тој звук и таа музика ми останала внатре. А и одлична композиција е. Одлична композиција и е многу чудна композиција, не знаеш дали е тажна, дали е меланхолична, дали е среќна на моменти, дали е така некако е измешана и тоа. Затоа се врзува со многу сцени во многу филмови и тоа е убавината, секој си е толкува као што нема му прилега, значи кај гледачот ја буди таа борба на да, ја буди и дури и да ја ставиш, не знам, на најлошо сниманата сцена, таа музика го подобрува одма. Да. Квалитетот се наголемува. Да. Кажи ми па колку видеотеките, DVD-теките имале удел во твојот живот за барање на филмовите кои што би сакал да ги гледаш? DVD-теките да, видеотеки не сум фатил, ама DVD-теки па вака, сите мои другари, ете и ова, што ми е, ама има овај една, мислам, не знам дали е тажна приказна, туку така животот ги носи некои луѓе да работат, некои работи кои можеби не ги сакаат. Сите мои другари рентаа филмови од играчница, компјутерчица и буквално ги бираа филмовите според постерот. Знаеш, имаше 2-3, да, и според глумецот, и ова е добар глумец, и така некако ги бираа филмовите. Јас секогаш одев, кошта, не знам, да ја изренташ за една недела 20-30 денари, некоја символична цена. После недела дена го враќаш се, тоа као се окей, и они го рентаат на друг. Но не знам зашто, јас сакам да ги имам филмовите. Ако го купам филмот или ако го гледам, јас сакам дома да го имам и да го гледам 100 пати. Те разбирам. И најверојатно сега пробувам да направам некоја си паралела со тоа во тоа време илузија Mirage и гледањето на тој филм 100 пати. И одев кај една жена постара, 40 и нешто години, која предаваше пред Тинексот. Имаше мало штанче, копии од филмови. Така. И со не кроз диалог со не знам како, не можам точно да се сетам, но еден од првите филмови кои купив од нејзес е Рестоп. Тоа е low budget horror филм, што ден денес ми е мене меѓу омилените филмови, значи тоа е 2005-2006. Така нешто, да. И ми е предобар филм. Ја и денес, не знам, вака сакам да се подсетам некојаш ќе го пуштам и ќе бидам као ова е добар филм. Не добро вози, тоа нема запирање кај него. Нема запирање, да. Действието е стварно онака. И музиката е одлична, е кантри, е преубаво и за сетингот одговара, да. Да, сетингот одговара и војсоверот е специфичен каде што нели, она објаснува дека сите имаме свој демон, на баба ми демонот беше дедом, сега не можам точно. Добро. Главном убаво го отвори некако со тој. Супер. Рестоп никој го нема реферирано во овие 500 епизоди на таа се вака браво или? Рестоп и мислам, ја ден денес можам да се сетам со кои очи тоа го гледав, прв пат го гледавме со еден другар. Кај мене дома и се сеќавам дека
он беше толку исплашен, а при тоа и јас бев исплашен, но прв пат да се соочиш со нешто такво. И се сеќавам дека он требаше да си оди дома, јас се симнав доле, се застанавме на пола пат и бевме као 3-4 20 назад. Добро. И као и тестирате храброст. Да, тестираме. И после тоа го гледав константно тој филм. Супер, значи сепак имале удел во тоа што ќе гледаш и како ќе гледаш за својот понатаму да го после тоа еден мислам сега во се некои работи кои можам ја да се сетам. Добро. Ама ако не сум нешто многу стар, па да се навраќам, не знам, 30 години наназад кога е. Ама главном после тоа едни од сеќавањата ми се Perfume the Story of Murder на Том Тиквер. Така. И тој филм и беше позајмен на мајка ми од еден сликар кој живееше во зградата на долниот спрат. И требаше да му го врати, а никогаш не му го врати, бидејќи јас го држав тоа да биде кај мене и да го гледам постојано. И има причина зашто е тоа. Знаеш, кога бев помал, тоа секогаш ми е чудно. Никогаш не сум успевал да изгледам до крај лоши филмови. Океј, си ги исклучувал? Да, буквално сум, да, или сум се тргал, или сум бил као, не знам зашто ова ме привлекувало многу повеќе од ова. Иако сега не можеш да кажеш дека Аррест Стоп е некоја лудило филм, ама е лудило од друга страна за мене. Така, супер. И оној момент кога сум рамчето, он ќе го и мирисот се уште не знаев, уопште не знаев дека има да се навратам на нешто што ми е многу важно. Марко Ковачевиќ се вика детето кој глуми во Илузија. Он е брат на Марта, која е една година помала од мене, која учеше во Кирил, кај што јас бев основно, и јас сваќам, значи гледајќи го филмов, онака тоа иде веќе 5 месеци онака константно. Пасионирано. Сваќам дека детето живее до мене у зградата. Тоа ти било шок. Да. И гледам на фудбал. Секогаш кога играв фудбал, играв напред. Значи јас ќе бидам тој што ќе дава голови и сите ќе викаат браво Илија, не? Така, добро. Он игра напред, јас за прв пат у мојот живот играм позади да го чувам него. Сапорт. Да, буквално сме мали деца, значи тука зборат некои луѓе, еве го детето од филмот, као појма немате вие, јас знам, и одам до него, јас сум до него. И во таа игра сваќам дека детето, а претходно бев јас фасциниран со тој лик, со тој. Да. Со бев као кај го наште детево, као кај они снимаат документарен филм, земале камерите, као го наште семејството, бев као па прво нешто што помислев кога го видов, нели си ти у затвор. Го уби професорот, као зашто си тука? И окей бев као окей може избегал или нешто е неусловно, да, супер. И играв и сватив на крајот на утакмицата, отидов дома. Сега не можам да кажам дека бев, пошто никогаш не бев некој плачко, но бев разочаран. Бидејќи тоа не беше ликот кој јас го сакав и го гледав на платното. Беше сосема друга персона ставена во друг контекст. Така. Дете кој игра фудбал, не би го замислил тоа дете од Илузија да игра фудбал. И не знам како, почнав да ги гледам сите тие цртежи што сум ги цртал, каков е кадарот, зашто е тоа, и сватив дека таму некаде има некој човек, без да знам дека тоа е Светослав Ристовски, има некој човек кој тоа го диригирал, тоа го напишал, тоа го направил и кажал како тоа треба да биде снимено. И тука најверојатно почна тоа зашто некои филмови мене ми се допаѓаат и зашто некои филмови мене не ми се допаѓаат. Супер. И понатаму продолжи, не знам, јас со таа жена која ова беше интересното тоа што нели со текот на времето се затвараат, беше премногу паметна, премногу интелигентна и премногу знаеше за филмови. Буквално се и се сеќавам, отидов за Љубљана, таму студирав и режија, не? Да. И
некако имав некоја надеж дека еден ден ќе ја сретнам и ќе кажам као фала на таа жена, и ќе сите овие класици од Куросава, Тарковски, се ја спомнав, ги спомнав Perfume the Story of a Murder на Том Тиквер и Рестоп. Да. Ама имаше ред други, Тарковски беше постојано дебата, Бергман беше дебата, Кюбрик беше да, Линч беше дебата. Значи, она некако ми го даде она што мислам дека нешто што ќе научиш на таа мала возраст, никогаш останува и никогаш во животот немаш тие знаења да ги надополниш. Се ова е познато и за спортисти, бидејќи нешто што ќе научиш ко помал е понатаму, ама мислам дека е апсолутно за се. Добро. И така шетејќи низ центар, па да, работеше како седна во еден кафич, така некако не знам бев нешто, дали читав нешто тоа. И ја видов како она збори со една друга жена која нејзија најверојатно шефица, она работеше како келнерка на 55-6 години. И оваа шефицава што и беше на 20 и нешто години брутално ја навредуваше као ти појма немаш, не знаеш да ја работиш оваа работа. Да, дека и сите менаџерчини и шефови. Да, буквално. Тоа ми беше таква една одвратна слика што нормално и придов, као бев као и се сеќавате на мене, ја бев тоа малото дете кое взимаше филмови од вас постојано и се уште ги чувам голем дел од филмовите. После тоа го гледав Апокалипта на Мел Гибсон. Се сеќаваше на тебе таа? Да. И онака си направивме умовите и кај си што си, ја бев као и режија студирам, пробувам да направам нешто. И ептени беше драго. Иако од друга страна се ја дали у мојата глава тоа така и беше малце криво што некоја си тамо, а од друга страна доаѓа некој ти за заблагодарува и Да, мешани емоции секако, ама тоа е реалноста. Тоа е Македонија, така? Тоа е дел од тоа што сме сите ние. Да. Кажи ми, кое ти е па најдобро искуство на гледање на филм во кино кое што ќе го памтиш? Некаде каде што те оставил филм од земја да те ударил? Па неколку се. Што ти паѓа на памет? Па еве, Рибърт, додека го спремав, тоа беше, не знам, 8-9 месеци го пишував. Константно го гледав Ајда на Павел Павликовски и затоа и главниот лик до некаде се вика Павел. Добро, супер. Као некоја си референца и многу ме фасцинираше таа некоја естетика, како е тоа направено, зашто е камерата малце оф, таа некоја празнина, што тоа значи, тој ноис, како е светлото и сите тие работи, звукот зашто доаѓа, па како он ќе го направи преминот од еден кадар на наредниот и премногу комплексни работи што мене ме интересирале и при тоа беа и некои други филмови. Линч и Девид Лин исто така. Добро. Лоренс оф Арабија. И огледав на 60 години, не, на 50 години, 2018. Добро. Тоа е 50 години од 2001 Space Odyssey. Нели, Кристофер Нолан, мислам, он работел најверојатно на тој некој си, таа некоја си реставрација од 7 милиметарски филм и во центарот на Љубљана го прикажуваат тој филм на огромно 17 милиметарско платно. И толку појма немав што ќе правам, требаше да снимам за 15 дена, 10 дена. И така некако бев и го гледав тој прв пат на големо платно, претходно го имав на телевизорче, значи буквално ја го издржував, супер ми беше вака, ама тука кога го видов, сватив дека од едното нешто до другото има огромна разлика и мислам милион работи тука најверојатно сега многу тоа и јас сум пропуштил што не сум сватил, ама тоа некое чувство да на тоа долго трајање, некоја сцена кога си во кино има огромна разлика за разлика од кога го гледаш нешто на телефон или на монитор или можеш да паузираш и да сидиш во веце или да јадеш или тоа или и пак ти постанува малку ова беше буквално ултимат трип. Супер, посебно патувањето на крај каде што е стар. Да. Тоа беше. Имаше пауза на средина на филмот, беше 2 сати и 40 минути колку да трае. Да. Пауза имаше една и првиот дел го гледав
го гледав од попозади. Така. Ама за А 3 после пати тоа састана напред. Напред, да. И буквално не можев да го догледам платното. Да. Немаш толку широки леќи во очите. Да. И беше Одлично. и да. Инаку е интересна една анекдота за 2001, некој тип од телевизија го хейтал филмот и одлучил рекламите да ги стави во моментот кога иде Далеко. катот, коската Мечкатот. со Срам да му е. нуклеарното оружје, да. Тоа Мислам е дека треба во затвор да лежи. за Мислам тоа. дека и јас. Да. Значи тоа е една од најдобрите катови во филмска историја као е од коската. Инаку не знам дали книгата на Артур Си Кларк ако си ја читал, таму објаснува дека, а у филмот не е толку многу добро објаснува, мислиме дека е некој спейсшип кој лета. Не, всушност станува збор за нуклеарно оружје кое кружи околу земјата као сателит. Добро. И фактички оружјето, не, као коската оружје со ова, каде сме Така. ние и измеѓу двете фотографии на филмската лента, тој момент се колку години Сколку време, да. Сколку време и као тоа и е Некој се дрзнал да стави реклама таму. Да. Исто така фасцинантно се постојано иде во кинодворот у Љубљана, значи буквално спиев. Се не можам тука да кажам дека трета и четврта година, Така. средно не знам што ме удри вака у глава и се сеќавам лежев на тепихот и само гледав вака и бев као сите тие прашања што ќе правам ја во животот, што мене ме интересира, бидејќи апсолутно немав појма што ме интересира. Добро. Како мислам дека како и секој. Така. И бев крај на втора година, Добро. баба ми почина и така некако еден тежок период, добро. не знам, со мајка ми немавме доволно средства, се случија работи, знаеш како и да ти е со погреби Семејство, и да, и така некако се чувствував изнемоштено и не знаев апсолутно, не гледав никаква перспектива со ова нема да успее, ова вака, ова не ме интересира. Јасно дека ќе се обесхрабриш, да. И така некако си лежа на типикот и некако ми дојде на идеја, бев као филмови ќе правам. И од тамо дојде тоа некако, почнав ја да си замислувам као ако ја ставиш вамо камерата, тоа ова ќе го значи, ама една иста сцена да ја направиш, раскадрираш или еден исти настан, направен на 10 различни начини, со 10 различни да, и почнам некако да размислам, тотално тоа време, трета и четврта година, постојано киснев у читална 1000 книги у ГТЦ. И таму имаше книги кои мене папокот на светот на Венко Андоновски, но мислам 100 пати ја читав. Супер. И во кино. Најде. Лав на Гашпар Ноe. Добро. 3D. Така. Значи, Златко. Таа сцената, слушај го. Сцената кога они имаат тројка. Да. Иде у позадина на Џон Фрусцијанте. Фактички е преработка од Фанкаделич Мегот Зберин. Така. Тоа у 3D го гледаш со наочарчиња, апсолутно нема никоја огромна никаква разлика нема, само кај мене главоболка само предизвикува, ништо повеќе, а не треба. Некои луѓе се грозеа, некои малку беа као тивки, онака не знам како да реагирам. Ја имав таков нагон на солзи, бидејќи тоа беше најчистиот, бидејќи тоа трае 7 минути. Тоа беше најчистиот момент во филм да некогаш сум видел. Така. Бидејќи музиката беше толку добра, а предходно јас Фанкаделик ги слушав и некако ми беа као и постојано таа песна кога и да сум да не сум расположен као ќе ја пуштам и одма некако и во џабе не постојат зборови да ги објаснам тие мои емоции. Беа огромен налив на солзи, после тоа отидов уште 2 пати да го гледам истиот филм у кино и уште 2 пати го имав тоа чувство. Малку беше ублажено, но тука беше и да. И
Иако е излишен 3D, морам уште Да, излишен, да. Мислам. Тоа е само не знам. Абе како и да, причини, као да. не нека го гледа луѓето на телефон да го гледаш, дефинитивно се одно е pure треба да се experience, да. изгледа, да, pure cinema е баш. Мислам дека не можем да не го кажам тој моментот каде што он од Гоблин, од Deep Red на Дарио Аргенто Добро. користи музиката Да. у моментот кога типот ја затруднува типката и е прилично брутален, мислам е експлицитен секс. Така е. Ама како он тој хорор го представува со тие убави слики и е Убава екстапозиција. Да, па добро, голем љубител на Ардженто е, мислам, но Да. така што знае кога да го упика кај што треба. Ајде така да се изрази. Тотално. Имало некој филм кој што си се предомислил кога си го погледнал на прво гледање, да не ти се допаднал или па да ти се допаднал, па со текот на времето да го смениш твоето мислење кон некој? Па има филмови кои сигурно има некои, има филмови кои ми се допаднале. Така? Ама не толку многу и отпосле ми биле уште подобри, Добро. као Mulholland Drive. Така, супер. Као Eraserhead не ми беше јасен и бев као Нормално да не ти биде кога си го гледал помлад, јасно. Тарковски филмовите не ми се свиѓа, кога бев као шо сите зборат за таа некоја си бидејќи Која е таа зона, што е тоа? Тоа беше трета, четврта година средно и ја почнав да ги гледав тие книги, ги изучив. У читалната имаше една книга за филмови, имаше некои референции, фотографии и така. И бев као дај ги гледам филмови, а не тотално не може да ги гледам и после тоа збеснав по нив. Денес не можам уопште да ги гледам. Некако ми е као толку многу пати сум ги издал што ми се едни од ретките филмови што ми си има тотално згадено, буквално од А до Ш. Супер. Што не знам, вака ако некој каже као хейтам ја Тарковски, па види, ја имам опција да го хейтам пошто толку многу си го сум гледал, имаш право, да, да. онака као милион пати, Така. нема никаков основ. Супер. И не знам се, види, вака пропуштив многу работи, ама тоа има толку многу работи да се збори. Имаме за муавет, ќе се навратиме. Само да ви посочиме во овој момент дека ја започнавме емисијата со насловната тема на Twin Peaks. Денес ќе слушаме музика која што е избор пред се на Илија, а во продолжение ги слушаме, односно го слушаме Aphex Twin со Window Licker. Зошто ги избра овие теми? Ево ти е супер. Не мисля дека нема да прашаш. Window Licker е у клајмакс типката која полудува и која се и као Aphex Twin ми се супер бенд кој типот ми е префасцинантен како он почнал да ги прави сите тие работи, некои негови идеологија за животот ми се супер со кој јас се идентификувам. Ете, пак е некако случајно ги спојавме Гашпар Ноe, пак е тоа. Бев као, окей, нели зборавме музика која е искористена во некој филм и Aphex Twin, Window Licker е искористена во клајмакс кога девојката трипа и полудува во коридорите. И се оди. Да, и се иде надоле. Да. Од тој момент натаму е екстремно. А зошто бадаламенти? Па бадаламенти почина пред колку? 20 дена, така не. Да. Така нешто. Добре. Тоа ми беше некоја, беше многу значаен, бидејќи таа некоја си музика беше инспирација за музиката во Rebirth, што правеше Тадеуш внук и мислам дека е одлична музика и баш вчера ја правев целата саундтрек листа за да објавам на YouTube или било каде, бидејќи би било убаво тоа да се слушне. И 45 минути е при тоа има одсвирени од него работи од Ерик Сати, бидејќи он мораше да ги одсвири песните, партитурите, но
Mulholland Drive, мислам Twin Peaks. Не можеш да не бидеш фасциниран од бадаламенти. Апсолутно. И таа некоја си соработка. Не ја гледам само како композитор и режисер помеѓу бадаламенти и Девид Линч, најверојатно има и други што се многу фасцинантни соработки. Така. Но ова е едно од директното што можеш да го најдеш на YouTube или некаде да изгледаш каква е била нивната соработка во моментот кога они ја креирале таа музика, каде што Девид Линч буквално ќе седнал, ќе пуштале диктафонче и он му зборува за мудот и му опишува кои работи ги гледа и буквално може да тотално е различно од филмот, но му го доловува тој со некои своји умешни зборови режисерски мудот, чувството и он ја креира таа музика, ја преточува, да. Што е фасцинантно доста и е предобар, нема. Апсолутно нема тука збор. Ова е само еден краток вовец со кој што ќе може да слушнеме за работењето на Илија, ќе разговараме за начинот на снимање и пред се за неговите кратки долфилм, така што останете со Канал 103, а Данс е макабра емисија во која 14 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите и секое издание е на мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер ми имаме закажано полноќен танц со смртта по 532 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е макабра, 532 издание. Туку што за паузата дознавме дека ќе имаме кратење на струјата во МТВ, така што до полноќ мораме да завршиме со емисијата, спротивно ќе се претвориме во тиква или обратно. Во некаков си друг зеленчук, верувам. Така што со Илија ќе бидеме поекспедитивни и на почетокот сакам да те запрашам што има на Академијата за театар, радио и филм и телевизија во Љубљана, пошто ќе ги паметиш студентските денови и што се разликува од ФДУ и ЕСР? Дали кадарот, техниката, која е разликата? Па, види, сега не можам да направам некоја директна разлика, бидејќи не сум бил нити на ЕСР, нити на ФДУ. Добро. Но можам да кажам дека се разликува по тоа што ние секоја недела требаше да напишеме, да снимиме и да измонтираме, да изрежираме едно кратко филмче, без разлика какво е тоа. Дали е и беа уопште не ограничуваа нити со времето, некојаш тие филмчиња беа 30-40 минути. Прилично лоши, ама го гледаш филмот. После тоа имаш проекции и сите го гледате филмот и коментирате за тоа што функционира, што не функционира. И ете, не знам, одиш тамо си во класата режија, но при тоа треба да го напишеш, измонтираш, и некако сваќаш дека тоа е буквално еден исти процес, кој понатаму пробувам некако да го практикувам и сега пробувам некои промени да направам, бидејќи гледам дека две глави или три мислат подобро, ама за некои работи сакам да сум дел од тоа. Значи не тотално да се тргнам, ако да имаш надзор ако не, во најмала рака. Надзор или пак да сум дел. Например, ако сме монтажери, да сме 20 монтажери. Значи уште еден, ама и јас да сум. Или пак ако сме сценаристи, да сме двајца. Ако дури да сме режисери, да сме двајца. Да бидеш присутен во секој случај. Да сум тука и некако гледајќи го вака филмот секогаш го перцепирав како една машина која ти сам треба да ја создадеш и она да функционира на некое ниво. И тотално не можам да оделам, бидејќи ти ако не знаеш режија, нема никогаш да знаеш ни монтажа. Ако не знаеш монтажа, нема никогаш ни режија, ни сценарија, бидејќи сите тие работи се толку многу поврзани како да имаш филмот е една огромна гума, мастика и сега пробуваме ние да ја разделиме. Зашто би ја делиле кога можеме цела да се обликува, да.
е така. Не сум работел до сега, сум млад, не? Добре. Сега тоа изговор. Ама не сум работел во некоја индустрија каде што ти налага, ти мораш да имаш тоа и тоа. Сум го осетил некаде, сум пробал да се дистанцирам од истото така. И пошто си го браниш авторството пред себе. Па да, се бориш за тоа. Па да, до некаде допред некое време, тоест и денес не работам реклами например, не работам музички спотови, освен ако не ми се свиѓа премногу музика, така како што е случај во Out of Nyctophilia, што ми е гениална музиката. Дефинитивно. И тие спотови да не бидат снимени од мене, туку да најдам ја некако да ја вклопам таму музика во таа некоја контекста и подвижна слика, некако мислам дека буквално, не знам, секој ги гледам тие филмови кои се искористени материјали, се кратки филмчиња. Така. Искористени материјали, не можем да ги замислам без таа музика, бидејќи некако во сраснато сега веќе. Сраснато едно со другото и буквално е, не знам, мислам дека неразделен дел. Да. А кажи ми што те изненадувало па во професијата на сет што не те научиле на школа? Милион работи. Ти па главна моја организација сега организација со луѓе ми е многу напорна и на сите. Да, и работа со глумците ми е, збориме за не да направиш некој филмче кој е скромно така, туку да бидат глумците гениални во тој филм. Така. Стварно најдоброто и подобро од најдоброто така. Тоа пробувам сега некако да го научам и да го имплементирам. Така. Бидејќи спремам филм се вика Емил врати се така. И имаше еден неуспешен обид да го кажам. Ама можам да си го приуштам тоа, можам вежба е. И така некако си ја сатив, идеме дале и нема да се откажам, и знаеш, и не ни треба да се откажеш. Пред Rebirth не ми успеа два долгометражни филма, така. Едниот беше направен краток, тоа е Exit. Така. Вториот е Time Doesn't Die. Тоа беше некој инспириран од Before the Rain, иако никогаш не бев некој огромен фан на тој филм. Добро. Ама Time Doesn't Die, The Circle is Not Round. Така. Таа идол сосема беше и тој филм останав да работам во Љубљана едно лето, после прва година таму. Добро. Или не, после втората година таму, 20. И додев тука, собрав 3000 евра и вкав, со 3000 евра може филм да направам. И јас собрав екипа, глумци, напишав сценарио, така. Беше чудна, некоја си приказна за милион. Такво беше разиграно, главном се водев сега в мистерија да биде. Имаше елементи кои со Рубикова коцка, па они гледаат нагоре, па и размислав како сега градот да биде споен едното през другото, иако некој ќе каже као, мислам на луѓе на кои им го кажав ова, тоа е инспирирано од Inception. Да. Никогаш не сум го гледал Inception. Окей. Као и пробував. Некако имавме 5 снимачки денови, требаше да имаме 15-20. Пробав колку толку со тие пари да ги платам луѓето. Камерманот си беше платен, имаше тонец, као премата. Види, ситно беа сите, ама беа платени. Така. Тие пари сам ги заработив и сакав да бидат. И на крајот сватив дека, не знам, од тие 5 дни од испланираното, јас имам снимено за 2 дена материјал. Добро. Тоа беше едната од пречките. А главната пречка поради која престанавме да снимаме, еден од главните глумци имаше проблеми со окото и требаше да прави операција. И беше као, окей, може ли да снимаме за 2 месеци? И као, не можеме да снимаме, бидејќи или сега или толку. Да, како прво јас не сум тука, треба да се враќам назад во Љубљана. Као второ, и гледам некој премногу бев разочаран, се сеќавам, после тоа не може
Онака дојдов дома, само си легнав и не буквално сакав само да спиам и ништо Така, друго. да, те разбирам пополно. Колку па има импровизација на твојот сет? Колку ја допушташ таа? Или строго се држиш до секоја реплика, до секој збор, до секоја сцена? Каков е твојот поглед на ова? Импровизација, па сакав сега да сменам со име, затоа и видов дека некои работи нема да функционираат, ако допуштиш однака актерите да прават буквално што они сакаат, или пак со некоја си мал диалог, или пак диалог само со нив, као и види, ние ќе пробаме некој концепт, гледаш дека тоа се одовлекува и ја губи апсолутна смислата, што во реалноста може да се случи, би било интересно, ама на филм не би требало да се случува така Треба нешто. сепак контрола да имаш голема, да. И претходно гледав да нема импровизација, ама знаеш, некојаш ќе ти дојде некој ќе биде као и види научно ја пишував на македонски сценаријата, па после тоа требаше да ги преведам словенечки за актерите да можат некако да си поиграат за тоа. Добро. Па и мојот словенечки у првата, втората година беше прилично слаб, значи не беше перфектен. Нормално. И они пробуваа на тоа некако да го направат интересно, што некогаш ми успеваше, некогаш не ми успеваше. Знаеш, има огромна разлика сега и тамо на академија, бидејќи тамо беше се сватено као игра, као предизвик и како вежба. Добро. А сега не е вежба. Така. И дури тие филмчиња што тамо си ги правил, никој нема никогаш да ги види. Може еден ден ќе бидеш кој дајте ми ги тие, ги само да нешто. Горе изданија си направам, да. Тоа, Short films бе Илија Павлов, да. Па тоа, ама знаеш и сега кога знаеш дека некој ќе го види тоа, некој ќе го осудува, иако не треба да ги имаш тие работи на главата, бидејќи знаеш, го правиш нештото, тебе ти се допаѓа, идеш или пак да не бидеш од друга страна и контрадикторно да идеш против другите. Како ќе направам филм, па нека го гледаат. Добро. И што до некаде беше со Rebirth. Тоа ми беше идејата. Направам филм, па нека го гледаат. Као и ќе го гледаш. Да, и е као тука, не знам колку е тоа добро, пробувам да одговорам на тие. Поинаков свет е Different World, е филмот кој што го работиш 2014, филмот со кој што беше прифатен на академијата, ако не грешам. Да. Што содржеше тој филм, со каков филмски јазик сакаше да се испробаш по него? Требаше и тој да ти го пуштам. Идеме назад. Ајде. Вака, тоа добро. Се враќаме у читална, Ленко Андоновски милиони пат ја пречитувам книгата и го гледам филмот, го купувам на CD, пиратерија, превртено. Го гледам дома и ми е одличен филмот. Така. И денес ми е супер. Супер. Приказната беше дека на почетокот на сакат некоја разиграна структура да биде поставена тој филм, тоа ме фасцинираше. Супер. И при тоа ме фасцинираше мене денес ми е фасцинантно бидејќи е прв филм кој само нака го сработив монтажа, режија, сценарио, да, буквално и ја го платив камерманот кој снимаше. Значи само јас и камерманот бевме на сет. Океј. Претходно работев некои кратки филмчиња за Масум, тоа беше во средно некои си награди во Штип одевме и така. И приказната беше за еден млад дечко кој првата опенинг синот иде во ливада и наеднаш паѓа. И тој кадар е целосен и он паѓа и во моментот кога ќе ја удри главата од земјата, што стварно тоа ми се случи, стварно е. Имаме крупен план од неговото лице и тука имаме кат и се наоѓаме во воз. И затоа беше различен свет и као во возот
он сретнува уште еден бидејќи возот е возот на смртта кој ги носи најверојатно од превртено ми возот оди некаде и као тамо сите се, знаеш, доброто, убавиот свет каде што сите се имаат почит за едни за други. Прилично беше чип тоа направено, ако вака се сеќавам, као кроз еден ама пак си се стремел. Да. Стремеш од тука е. Па имаше и лошо кажан диалог имаше тамо, што отпосле, не знам, пред 3 години го земав и бев као, ја можам некако да го средам. Така. И го монтирав. И од 16 минути го направив на 9. Океј, добро. Ама не доброто во тие 9. Па да. И ама го задржав сепак фајлот каде што е 16 минути. Бидејќи бев као обичен гледачи не ги ја почувствува таа некоја користев музика од Кирил Џајковски. Океј, добро. Као бидејќи тоа првено отидов да се видам се музичар и он премногу ми филозофираше. Океј. Као он студирал, почнал на ЕСРА да студира музика, бла и сам ми објаснуваше како тоа иде ова, па тоа многу било тешко, па. Добро, океј, убаво за тебе, да. Да, тешко е, ама као треба да се направиш. Треба да се направи, не? Така е. И беше за тоа, па како и сега едниот на другиот му ја раскажува неговата приказна, зашто си ти тука, што правиш ти тука. Као ти си малце поразличен од нас, бидејќи он нели паѓа, не умира комплетно, тука е измеѓу. Добро. И е поразличен. Да, во лимбото. И сега му ја раскажува приказна, као јавев тоа и флешбекови некои. На крајот он излегува од возот, овој се буди и е као си го продолжува живот. И на крајот се заборев, која мислам меѓутоа е филм каде што имаш стремеж да си поиграш со високи концепти и да излезеш надвор од тие твои комфорт зони и да се пробаш себе си со филмскиот јазик, што можеш да направиш и што може да се искаже пред се во други домени. Па да, ама само што знаеш, мал си, не знаеш што е филмски јазик. Добро, океј. Сеш да направиш нешто што ти би го гледал. Така. И зашто нема ваков филм? Го правам тоа. Тоа што го фали, тоа. При тоа и некако математички ги пресметуваш работите, бидејќи, океј, пишувам филм. Знаеш, ти викаат пишуваш сценарија. Ама треба да го имаш некаде длабоко во умот, колку пари толку музика, па да ги подредиш некако работите, алатките со што можеш да направиш нешто, да ги искористиш максимално. И тука беше тоа, као, океј, јас можам да си глумам, значи сум слободен, океј, прифаќам. После тоа можат другарчињата да бидат оние што ќе ме истепаат, или пак не бидејќи немаше таква сцена во филмот, ама имаше една сцена каде што ме плука едниот, као јас одам да и они само ме плука. И колку и да звучи сега лошо, бака као текст, као приказна, не беше толку лошо сниман. И мене тоа ми е као бев као од тогаш сум имал бидејќи појма немав објективи, сега овој. Што имаш што тоа снимаш, да, јасно е тоа. Имавме еден зум објектив кој одеше од 18 до 55 и тераме со тој, као можеме да во тие имаш wiggle room и толку е. Да, тоа е тоа. Во експерименталните филмови Ghost 2014 забележуваме игра со двојна експозиција и реверзибилност на чадот во Day, например, во 2015 година. Какво значење имаат за тебе овие експериментални филмови? Повеќе ти служат за испробување на техники или ти се наменски дела пред се? Испробување ти, буквално вежбичка, стилот на, не знам, бев посебно фасциниран за микс мастерот, сега да се научам као тоа да го правам. И сега да користам некои специфични звуци кои ќе бидат бидејќи е као бум, па иде водата, па пулсирачки. Не знам зашто е. Бев као знаеш, треба да работиш со музичар, па он ти филозофира, па немам време, немам вака, немам така, па каква состојба на умот ќе го фатиш, па треба ти да го донесеш до таа состојба на умот, некако полесно е малце да се научиш као ти до некое ниво, после тоа ти требаат луѓе, апсолутно. Ама стартната позиција е да, беше буквално вежбичка и бев као
не знам кога беше пред 2 години седев дома и бев као ја веќе ги ставам овие некои работи. Има купо тоа што не сум го објавил и никој појма нема никогаш не да то знае. Ама битно ги има и се могло да се погледне од каде се започна. Да, и што ме фасцинираше различен свет од кога ме примија на академија. Го ставив на YouTube. Супер. И имаше 12.000 views. Одлично. Не знам дали е одлично. Зашо не, као секој студент е... Па да, беше некој за мојата глава, бидејќи ја никогаш не сакав да бидам тоа инфлуенсер или да бидам нешто премногу познат, па да никој не цел, не сум ни, ама целта е да го погледнат повеќе. Знаеш, 12.000 души у мојата глава у тоа време беше као страшно, знаеш, и појма не. Си го прикажал твојот свет на потенцијални гледачи, зашто ништо лошо во тоа нема. Апсолутно нема ништо. Денес ме фасцинира тоа како сум имал доблес тоа да го направам, најверојатно е глупоќа, ама од друга страна како не ми било страв да го хейтаат тоа. Да. Знаеш, и така и треба. Па тоа е. Таа смелост треба да има секој автор, да. Lost in Life исто така 2015-та заминуваш во лов на гестикулации на индивидуи во толпата, кои би биле нели лесно занемарливи доколку не обрнеме внимание на нив. Прашањето ми беше зошто се губиме во животот? Какво губење ти сакаш тука да посочиш? Па губење. Какво лутање, талкање? Па лутање, знаеш, на вакцинацијата не е толку многу нешто метафорично сложено. На едно исто место поминуваат во еден ден мал милион луѓе и сите тие носат некои приказни кои можеме да ги видиме по нивните лица. Тоа од друга страна беше и некоја си вежба, бевка ме фасцинираат тие некои долги објективи, користев 200 мм. Браво. И као пробав фотоленса, да, и пробав некако да ги а тоа беше приказната што инаку тој филм е исто така искористен и во Ребрт. Не знам дали го примети, ама се некои секвенци каде што они одат секои сеќавања. Да. Углавном при тоа и кога мислев на тоа, бидејќи експериментален филм, ги немам сите права за тој филм, бидејќи музиката е превземена од Perfume the Story of Tom Tykwer. И Лора така што тоа не би можел тоа да го искористи. Да, не, ама некако. Ама визуелното? Да, визуелното и некако ми се вклопи и целата монтажа таа некоја беше од 3 минути направена. Exit е 2016 година, филм за самотниот математичар Теодор кој се затвора во својот дом по смртта на саканата Кристина, кај што излез одговара во својата глава, односно со психостимуланси, наместо надвор да излезе од домот. Кога изолацијата е добро дојдена, а кога е штетна? Буквално беше баш зборевме со Злате типот што игра, Цимер ми беше и бевме као дај ќе направиме и онака седиме тука, збориме, дебатираме за некои работи, дај филмче ќе правиме и околу колку е 25 минути филмот а требаше да биде долгометражен, јас сакав да биде као идам долгометрање снимам бидејќи имаше толпа ужасен материјал што јас нема. Ај у тоа, знаеш, сум пребрутален за некои работи бидејќи не ми се допадне и ќе почекам 1, 2, 3 дена, ако се уште ме држи тоа чувство, го бришам материјалот. Добро. И така ми се има случајно да избришам многу бидејќи, знаеш, денес не знам дали се каам, некој кање. Може би некако тоа би можело да се искористи доколку монтажерот, бидејќи у тоа време не сум бил нешто перфектен монтажер, као не сум ги познавал многу од алатките, триковите, но и се најавме умовет, зборевме за тоа како короната и изолацијата беше таму представена, као еден лик чија девојка загинува со враќајна несреќа, и он се затвара во својот стан имајќи омраза кон апсолутно сите луѓе. И таа негова залутаност и се знаеш, тешко е да ја наречеш глупа идеја мисла, бидејќи на
прва би била глупа, но ако се ставиме ние во негова положба да он ја сака таа личност да си планира живот со неизе, у тој случај знаеш, ја нема неизе, ја нема неизе, нема ништо и некако ќе се затворам во станот и ќе бидејќи знам математика ќе пробувам да најдам некој друг начин бидејќи поминува времето, сакам да излезам надвор, го гледам градот, ама не можам. И така, таа некоја си структура на враќање, одење, знаеш, прилично сакав да у тоа време сакав да правам филмови кои никој нема да ги разбере. И тоа ми беше целта, бидејќи и овој беше таа. Бев као зашто секогаш мора нештото да има логика, знаеш. Знаеш, ако твојот пи. Да, ако го пукаеш пиштолот мора и да пукне на крајот. Да. Зашто? Ако не мора да биде само пиштол. Да. Зашто мора да биде пукне? Пиштол? Зашто не може само да се појави пиштолот, да го снема пиштолот или да го тргнеме од приказната, да вметнеме нешто друго. И тоа друго да го тргнеме од приказната. И сега што е важното, што не е важното, знаеш. Што е вистината, што е вистината, да. Дали може да му се верува на овој лик пред се. Го режираш и документарниот филм Борец, односно Томче Павлов, 2017 година. Зошто се одлучи да го портретираш животот на славниот каратист и од кој агол сакаше да го обсервираш? Татко ми е тоа и како му пристапи пред се? Интересно беше, интересно. Слушај, ќе снимаме филм. Па да, види. Искрено, се вака како се навраќам, сакав малце поише време да поминам со татко ми. Мајка ми тоа е секојаш добар изговор. Да, се разведав кога имав 7 години и некако таа некоја дистанца од него тука пробав, бев као ќе снимам филм и ќе се дружиме 8 дена поред. Баш. Што се нема случајно во континуитет, да. И така некако мене епте ми се допаѓа тој документарец и знаеш, користев некои фотографии негови. Делот самиот филм е и негово интервју, каде што он зборува за, и тоа беше прилично мачно, каде што прво беше идејата, окей, јас ќе ти напишам што треба некоја структура. После тоа сватив дека имаш тој некој ритам кој самиот човек треба да го бута напред, да го изнесе. И се дека тоа нема да функционира и го оставив сам од страна да го подпрашувам некои работи, што знаеш, е класична приказна на еден човек кој се фасцинира од нешто и како тој човек е, у која состојба е денес. И буквално зашто го заинтересувало карате и знаеш, сите тие приказни кои се за такви некои не знам дали се за артисти успешни или апсолутно за сите таа некоја си, знаеш, дали другарчињата не те почитувале поради тоа што си го правел или пак се чувствувал изолиран од светот или пак себе докажување пред се. Буквално е тоа и као тоа ме фасцинира, бидејќи јас сум го имал до некаде тоа, можев некако да се идентификувам, неговиот татко тотално го затварал дома да не оди на тренинг. Он, не знам, неколку пати се случило да моли премногу, па да ја скрши вратата еднаш, да отиде, таа некоја се огромна желба да не пропушти тренинг. Така, тоа кршење врати е добар показател дека синот ќе убива за карате, очигледно. Па да, најверојатно, мислам шупа некоја била. Не е важно. Ги покажа своите физички способности. Со оглед на тоа што имаш потреба од премонтирање на постоечки туѓархивски материјал во облик на видео колажи, од таа игра со слика и звук се раѓа и краткиот Out of Love, 2020 во кој што правише на јукстапозиција помеѓу разновидните видеоматеријали од урбани средини кои се во соодейство со музичките творби на Никто Филијак. Никто беше гостин на Дансе Макабре, па најпрво ме интересира каде ја заклучи паралелата помеѓу неговиот звук и архивските снимки. Каде таа спојка ти се појави? Па, мислам дека ова е ја никогаш го немам запознато типот. Добро, супер. И ние имаме комуницирано на интернет така, и така. еден другар кој сега е во Чикаго. Добро.
случајно ми пиша и беше као Илија, као слушам за тебе правиш некои работи кои се прилично експериментални, епте ми се допаѓаат. Дај еве ти линк од Никтофилија, музиката, да. Слушни го ова, па можеби некако спојте се. И слушнав. Дел од тоа скоро се ми се допаѓаше, но дел од тоа тие 6 траки 5 се, ама плюс има уште една каде што со краток филм на Дейвид Линч, никогаш не го објавивме тоа. Добре. Со краток филм на Дейвид Линч експериментален со цртежи, заборив како беше името. Со горењето на сликите или 6 луѓе што умират? Од првите некој најверојатно. Да, од први е со фотограф, стоп моушен анимација. Аха, добро готово. Главном тоа беше шестото и до Daybreak. Краткиот филм. Така. Го споив со еден од омилените кратки филмови некогаш направени. Го споив со една негова трака и тоа го работев, не знам, нека си го земав како задача, бев како, а у тоа време барав такви некои работи и у тоа време и го премонтирував 1963 Good Night Skopje. Така. И, знаеш, измеѓу ми треба работи, а над грб ми стоеше и Rebirth, што 4 години ја постојано го работев. И го измонтирав тоа парче и на него буквално на Инстаграм, не знаејќи го, му го пратив само. Супер. И беше и брат, као ова многу ми се допаѓа. Така. Никој нема направено нешто за мене. Супер. Мислам вака да ги споиш двете нешта не познавајќи го човекот. И така, после тоа тргнав уште 5 беа, бев као буквално не беше и еве ти оваа песна пробај на оваа направи нешто, туку беше ако нешто некогаш ти се допадне, така. И ако тоа некако ти можеш да го вклопиш во нешто друго и тие две работи да функционираат, во тој случај прави го. И има и трета работа, а тоа е Гренуј. Тоа е парфем. Значи имаме една нарација од главниот лик на Perfume The Story of a Murder. Парфем кој што на Патрик Зискин, кој што е составен дел од комплетирањето на целата слика, односно тоа е тој вирусот кој што тече низ крвотокот на градот, тоа е тој кој што го рафинира мирисот на неговите жртви. Буквално тоа беше као таа некоја мирис бил на тие некои материјали, а и звукот, а и тој последен чаптер каде што он го држи парфемот и поседува моќ да, знаеш, пробувам да колку што е можно, колку поминува во денови месеци, да не се враќам назад на тоа што некогаш ме фасцинирало, ама никога не можеш тоа да избегаш. И таа книга Перфјум и тој последен чаптер од таа книга е искористен у филмот, кога он го поседува парфемот и може да направи апсолутно се на светот. Може да му прати писмо на папата капнувајќи од тој парфем и папата го назначи него за новиот месија. Да отиде кај кралот и со шамивче вака да направи, кралот да му се поклони, да му даде апсолутно поседува моќ како да. И се малце различно у книгата, он не може да се мирисне самиот себе си, а во филмот и сега тоа дискутабилно е што повеќе ти се допаѓа и како преку тој филмски јазик, зашто Том Тиквер тоа не го задржал и не го искористил до крај. А вамо во филмот е дека он никогаш немал личност која него го сакала и он ја сакал. И не исполнете. Да. И оди на местото каде што е роден, стариот пазар, и го пролева парфемот на себе и луѓе го јадат. Автоканибализм. Канибализм. Да. И не преубаво ми беше, бев као ова
одлично мислев нешто да се вклопи, не сакав само така да ги ставам едно по друго, па да направам нешто со тоа. Туку бев као, Ево тоа време имаше преговарање за правата, значи тие права јас ги некако ги подмиривме. Види, ми остана некои контакти, работев за Wild Bunch во Германија, во Берлин. И од тамо буквално работев се, дури од на крајот ми дава и да режирам две работи, да монтирав постојано, правев, помагав апсолутно за се, не ми било никогаш еден од ретки сум бил каде што не ми било срам и да го режирам нештото и да ги мотам каблите. Да. Тоа у мојата глава се уште е останато дека е едно исто. Иста работа е, да. Помагаш машината да биде подмачкана, да работи. И од таму остана, они некако ми помогнаа за тие некои права да се добијат. Што е супер. И да. Го реализираше документарниот филм кој што го напомена и 1963-та Добра ми Скопје, односно Годна е Скопје. Кажи ми го најпрвин очигледното, односно кога се роди потребата за тебе токму скопскиот земјотрес да го овековечиш во твое дело, заради тоа што филмот има запрепостувачки снимки извадени од архивскиот материјал. Колку беше тешко да се дојде до комплетната слика која што сакаше со архивата да ја постигнеш? Па види, Германија, во Берлин, дека бев работев апсолутно се. Добре. И бев платен за ништо. Мислам, бев нешто скромно платен, а не доволно. И видела дека има некој потенцијал у мене, а и јас се борев тоа некако да го истакнам. Не сакав да стојам на страна, бидам као ја не знам монтажа, не знам ова, као секогаш бев као знам. Ајде, идеме, и дури колку да милион пати не бев тотално сигурен, и денес го имам тој некој проблем, кај што нешто што ми е многу драго и сакам да се истакнам негде, нема никогаш да кажам не знам. Туку ќе бидам као чекај малку, јас го знам ова и ова, ама ми фалат уште други 3 елементи за да го знам тоа. И сум као, окей, овие 3 можеби ќе ми бидат доволни за да ги научам овие додатни. Ти си пробаш, да. Да, и викав знам. Мене беа дали има нешто што ти би сакал да го направиш, од тоа време они реставрираа, дигитализираа материјали. Добро. Дали би можел ти нешто да направиш со тоа да буквално да не искористиш. Супер. И бев као размислував. И бев као ќе биде тој филм. Добро. Дали ќе можеме некако од Јадран филм, Вардар филм да се добијат некои материјали, а при тоа и гледав, ме воопшто не ми се свиѓаат филм на Булаич, Скопје 63 ми е такво, сега да не е ужасен. Добро, репортажички се тоа. Репортажа, ама не можеш он буквално си играл со таа некоја монтажа врз судбината на некои луѓе. Да. И тука имаш одговорност. Да. Секој автор бар. Одговорност имаш огромна, бидејќи станува збор за еден на крајот од денот Скопје не би било Скопје доколку не би бил тој земјотрес. Така. Дали е тоа добро или лошо, од една страна е така е. Нема бегање од таа. Тој факт, таа вистина. И као тоа беше дали ќе можеме, што можеме да добиеме, филмот беше важно, беа као колку ќе трае, бев као нека биде среднометражен. Да. Ми доја бројката 26 јули, 26 минути да трае и тоа беше од почетокот кои материјали можеме да ги добиеме и можеме радио да добиеме, British Patent можеме да се продаваат, тие не се нешто многу скапи со еден контакт. Може да се отиде до Јадран филм да се земат тие материјали што тебе ти се потребни да се искенираат, плюс работа и на нив ќе им се заврши, ќе им се дадат тие материјали, можат после тоа и користат. А при тоа и ти ќе можеш некако да ги искористиш во контекстот и ама сакаше да има и снимки кои што ти го прикажуваат Скопје пред земјотресот и Скопје по земјотресот. Сакаше тоа контрапункт. Тоа беше и буквално сега да тргнам од моментот кога последното радио емисија, најавата за песната на Шарлс Азнавур. Вивре се како и да е, Life to Live. Life to Live, да. И
и како таа песна они најавуваат у 5 часот, 5 и нешто, а у 5:17 е земјотресот. И вака од дистанца, и што се пее во таа песна, тоа беше некоја фасцинација додатна. И таа е последната песна во старото Скопје и првата во новото. И првата во новото, буквално, и као не знам, додека иде додека се случува тој хаос, земјотрес кој, нели, првиот бил у 5:17, па после тоа имало 40 минути уште стотина помали и не знам, милион пробав да направам да ја доловам таа некоја се снимка. Денес мислам дека е најдобриот филм направен за земјотресот и мислам дека тоа го заслужува Скопје. И знаеш, сега тој филм правам нови рендери, би сакал да го ставам на YouTube. Ќе биде, бев као зашо луѓе не го гледаат, последна проекција имаше у МКЦ за време на мислам на денот на земјотресот. Трогателни се тие сцени, трогателни се и од денешна перспектива, се трогателни, посебно таа што имаш и за плакатот искористено, и други каде што починатите своји блиски ги идентификуваат. И тоа. Тоа е не знам, најблизок пандан е тоа 2001 во Њујорк што се случи, ама ова е еклатантен пример како се зачувани пред се тие снимки, како ти се реставрирани, како едноставно како вчера да се случува, како една травма која што е неизбришана. Мене најфасцинатен има 6 делови што мислам дека документарниот филм као документарен, окей, јас сум ги искористил тие снимки, треба да ги најдеш, треба да искомбинираш таа структурата да ја направиш сите тие работи. Најмногу има 5 моменти кои ми се преважни и ми беа као сакав да не биде како и секој репортажа или документарен филм да има некој ефект филмски и да тие 5 моменти да бидат баш некој филмски, како на пример земјотресот на почеток има црно и доколку си у сала можем да гарантирам дека салата се дрма поради силината и јачината на фреквенциите на звукот. Бидејќи пробав, окей, како да му доближиш на некој што седи дом во топлиот дом или у кино и му е значи супер, да загубиш се што имаш во еден миг. И што значи тој звук, колку е и после тој звук мислам дека ти го гледаш филмот со сосема поразлични очи ако имаш барем малце емоција од тебе. Да, дефинитивно. Најинтересен момент ми е мислам, не е интересен, брутален е, на која најавуваат Cut to Black на црната позадина, најава од радио, се молат родителите не ги испраќаат своите деца, поради оние деца чии родители загинале во земја, не може да ги испратат, да не се чувствуваат другиве деца што чии родители се загинати лошо, не? Така. И каков е тој убав некој мал момента е на хуманост насреде сета агонија, како не го заборавиле тоа мало деталче во целиот апокалипсата буквално. Да преминеме на Rebirth Voice of Silence, односно гласот на тишината. Павел го запознаваме како роб на осаменоста, изгубеноста и безнадежноста. Тој тажи за губитокот на саканата Касија и лутан и светот. Кажи ми најпрвен зошто сметаше дека оваа приказна е токму таа за твојот прв долгометражен филм? Што каде го виде потенцијалот дека од ова може да има долго дело? Види, тоа имаше премногу измени на ствари. Се треба ептен да се, мислам не е премногу, но сакав тоа некое чувство кое мене ми беше тотално непознато и на моменти кога го добивав тоа чувство како чувство и беше искрено и чисто да некако го пренесам некаде. Добро. И тоа беше првичната фасцинација со тоа. Второто нешто беше знаеш, ја премногу се плашам за себе си дека нема ништо во животот да направам и најверојатно затоа постојано пробувам да работам и да си докажам на себе као не, ќе биде као ќе ќе го направиш ова, па ова ќе биде понатака, ќе као не си застанат во нешто, знаеш, постојано се променуваш, постојано работиш на себе подобрување? Тоа плюс, константно, сум премногу контрадикторен како личност, ако кажам нешто овој месец, наредниот ќе кажам сосема нешто друго.
бидејќи на крајот од денот не се секое прашање има минимум 2 одговори, но не е толку важен во многу голем број од случаите, не е толку многу важен одговорот колку што е важно прашањето. И самото тоа прашање ми беше толку многу фасцинантно во тој филм да гледам, да ги поставам колку што е можно повеќе прашања да отворам. Океј, добро. И пак беше користење на оне што ти го имаш во моментот. Океј, бев као не можам да најдам глумец кој би можел ова да го издржи. Ќе бидам јас тој, јас го разбирам. Добро. Најлесно ми е да таа комуникација да ја имам во главата, бидејќи не станува, не беше напишана за некоја си тешка улога. Туку беше бара минималистичка глума. Минималистичка глума и физичка глума. И физичка, да. Ти да си тамо присутен и да ги поминеш тие 50 денови кај што е мачно, ти не си знаеш, треба да се избањаш, бидејќи и не секој ден од тоа време тебе ти се бања. Да. Треба да се средиш, треба да целиот тој некој костим кој е едноставно, ама не е баш едноставно. Сите тие локации треба да ги некако да ги вклопиш во нештото и таа бруталистичка архитектура, да ја нарекол што пробав да ја фатам во филмот, и тие локации во Љубљана што во филмови многу ретко се преубаво изгледаат во црно-бело и тоа ми беше као плюс да се тоа некако да го замислам. И бев тргнав, Ричард Линклейтер беше мојот херој у тоа време и он го има направено првиот свој филм пред Слакер. Да. Не, долго беше името на првиот филм кај што он сам себе се снима и е долгометражен филм и вика као јас го направив тоа и успеав да направам долгометражен филм и после тоа не бев истата личност која сум, бидејќи ја добив некоја сигурност, колку ја можам тоа да го направам и тргнав, идејата не беше да го снимам сам филмот, да го правам. Тргнав со екипа од 5 души, луѓе на кои јас претходно сум им помагал премногу и сум работел за ништо на нивните работи и сега беа као најпријателски, најдругарски и дојди ќе го правам ова, што е тоа, ми се допаѓа, не ми се допаѓа, им се допадна. И тргнавме, снимаме, сватив дека тоа апсолутно не функционира, они знаеш, идејата беше јас го местам кадарот, бидејќи е специфичен кадарот и камерата нема движење во текот на сцената, туку е фиксирана на едно место и што тоа значи се значат милиони. И нема да ја снимам целата сцена од едно место па од другото место да ја снимам целата сцена. Да, нема шат ревършат да правиш. Да, туку ќе биде као окей, ова се 10 секунди ми е тој кадар, после тоа имам друг кадар, идеме тамо, па продолжувам јас со действијата и со тој некој континуитет на таа некоја си сцена, идевме сцена по сцена. И буквално нив им беше досадно, ми го одовлекуваа вниманието, ме прашуваа милион работи, па знаеш, дај цигара, имаш цигара, немам цигара и сите тие работи, а глумата и ми беше ново нешто и требаше да биде одиграно минималистички, без премногу движења. Знаеш, јас сум прилично енергичен човек. Знаеш, сакам да мрдам, сакам да зборам, сакам да дебатирам, сакам да, знаеш, ова беше тотално различно од тоа што што ми беше и не ти одговараше со работа. Апсолутно не ми одговараше и веќе ова можам сам да го направам и тука имав некој прекин на снимање од месец дена. Еве, сега пак имам прекин со Емил. Добро. И Ричард Линклейтер беше мојот херој во тој месец дена, сите негови интервјуа, начинот на кој што ги објаснува работа, неговата чиста љубов за филмот, што апсолутно нема нити грам фейк во тој човек. Се гледа и во самите дела тоа. И во самите, да. И
Така, и тргнав. Не е тајна меѓутоа дека Гаспар Ној веќе посечивме дека е еден од твоите омилени режисери, така што и двајцата милувате да се играте со сплит скрин и со трепкање на очи. Тоа е евидентно и во види, гласот на мојата идеја пред Гаспар Ној беше пред него тоа. Значи, ја у тоа време го гледав има еден документарен филм за музички фестивал во Тексас. Вусток е у Тексас, каде е? Не, Вусток е Њујорк. Њујорк. Добро. И има еден документарен филм кој е за тој е сплит скрин целиот. Супер. И они дека го проектирале на платно у кино, користеле два проектори во исто време. За и тоа да може и никоја проекција не била перфектно усинкана едно да се друго, не можеш да направиш, ама од прилика. Добро, супер. И тоа било тоа ме премногу ме фасцинираше и идејата не беше како само да се пробувам да не копирам колку што е тоа возможно, иако нечива ДНК тамо некаде ќе направиш нешто, па после ќе видиш како ова е од тамо превземено или а не знаеш зашто е тоа така, не знам нити зашто еве се кога гледав Превртено на 20 години од Превртено, сватив дека од тој филм има толку многу елементи што јас несвесно сум ги искористил. Сега има и други 200 филмови кои некако поминуваат низ тебе, да. меѓутоа излегуваат нешто поразлично заради тоа што ти имаш твое животно искуство и така ги интерпретираш на свој начин. И сватив дека дури ме фасцинираше тој филм, има Емил Врати се од Поган Паган, препевот на Тамара Тудевска. Така. И првиот филм е нели со возот и со буквално го има истиот кадар што премногу и денес ме фасцинира, кај што они се во возот зборуваат и после имаме кат надвор од возот. Возот иде кон камерата, поминува и камерата се движи кон погребот нивен и како ги спојон тие две сцени каде што први него го гледаме, не знаеме дали е мртов или што се случува со возот и тој кадар беше буквално превземен во различен свет. Значи, мислам, не беше толку комплицирано направено екран па да има доле или нешто, туку беше буквално они се во возот и после го имаме возот во кадар и еден швенк на детето и така и почнува приказната и он ја раскажува својата приказна. Супер, а каква функција има па во твојот филм поделениот екран? Па мислам дека е погениално на Гаспар Ној на Вортекс, каде што он таа некоја нивна оддалеченост ја а при тоа они се еден до друг, а се толку многу живеат во дистанцирани, живеат во два света различни и он ги дистанцира. Тука во мојот случај беше контраефектот, што не е нешто лошо, туку е и беше идејата да, бидејќи стана збор за еден тип кој зборува со гласот на својата девојка, не знаеме дали она некогаш постоела, не знаеме што се случило со нејзе, не знаеме дали он си ги замислува сите тие работи, и како не знаеме она каде е, она му кажува дека е тамо некаде. Од некој безтелесен простор. Да, безтелесен и него ми беше убаво да од почетокот, првото сценарија ако го чие, пишува на страната, да, значи лево е он, десно е она. Супер. И тоа беше и тоа мислам, тоа го снимив не знам, 3,5 години после ваквото, бидејќи сакав првин гласот на таа девојка да ја најдам. Првин пробав да снимам со Ана Стојановска. Тоа некако се одовлечи, она после тоа имаше ред други работи со други серии. Милчо, да, и после тоа и Епна сум горд. После тоа ставив во контакт со Душица Барав, која настава. И мислам дека Душка ќе погодна е, а и мислам дека ќе биде, ако не и денес, една од најдобрите македонски глумици. Мислам, една е сигурно. Дефинитивно. Она е толку многу специфична што еве. Ја препознаваш, ја гледаш во кои кадари да ја забележиш. Ја гледаше присутна, те гледа, не знам, очите не и трепкаат премногу, буквално е присутна.
Затоа и сега во Емил врати се онај главниот лик. Одлично. Довербата е оправдана. Ба да, таа некоја соработка би сакал да ја продолжиме. Одлично. Која е па функцијата на амбиенталната музика на Тадеуш Внуки у самиот филм? Па што сакаш да постигнеш со неа? Види он е глув, он не слуша апсолутно ништо и таа музика ми беше многу повеќе музика која доаѓа од далечина од универзумот. Бидејќи таа девојка е тамо некаде во универзумот. Таа некоја си приказна. И сакам филмови кои имаат константно музика. Не знам зашто. Од друга страна, многу луѓе ќе кажат, што ја не се согласувам, дека колку помалку музика, туку ти поумешен треба да бидеш како режисер. Тоа е апсолутно точно во милион, затоа и го спомнав. Ако бркаш натурализам во ред, да. Ама не функционира не секогаш, не по секоја цена. Така. И мислам дека имаше потреба од музика. Сега е во што пробувам да не користам во некоја реална ситуација па да ставаш музика, не функционира. Тоа не работи. Ова беше тотално целата атмосфера на филмот е тотално нереална до некаде. И мислам дека функционира. Мене беше добро. Што сега види, имаш саундтракот е како музика поставен, имаше многу финти што требаше да се направат во микс мастерот. И тоа ми одзема толку многу време што денес некој ќе ми спомне и тоа, значи као онака ми доаѓа повраќање буквално. Дома седев и као ова вака, ова така, па знаеше, знам, иритантно е. Иритантно прилично е, ако сам го правиш. Многу одзема време и внимание. И немаш некој да ти каже и види ова би било подобро или дури да ти каже не им веруваш бидејќи се влезам во нешто. Да, и заглавен си, немаш објективност и пробуваш тие некои мали да и сваќаш дека тие некои мали деталчиња менуваат многу работи и не можеш да ги објасниш тие работи зашто е тоа. Знаеш, Rebirth не се водев по онаа класична структура на пишување сценарио, бидејќи ми беше важно да биде ликот таков каков што е, да не им се допадне на сите, да не биде херој во приказното, да не има милион проблеми, конфликти, бидејќи што тоа значи да ти во филм, знаеш, по таа ако идеме by the book, по таа филмска структура ти мораш 15-та минута да имаш конфликт, 30-та, па да се реши тој конфликт. Да. Меѓутоа тоа не работи за кај тебе за овој филм. Не е таков филм. Да, и беше идејата зашто тоа мора да биде, зашто они сите ликови имаат некои, иако мислам дека имам проблем со самиот лик, он има милион проблеми, ама пробува да ги елиминира и да живее во тој некој убав свет барем за момент, кај што он е заедно со таа некоја си девојка и беше па макар и да е ајоваска причината за тоа. Можеби и тоа, да. И таа некоја си чиста љубов, каде што он не ја гледа неизе, а може да ја комуницира со неизе. Дури и телепатски. Телепатски, дури некогаш. Меѓутоа сам го снимаш филмот и глумиш во него, што значи дека да се координираш треба зад и пред камерата. Сега, кои се тешкотиите со кои што се соочува еден автор која треба да има контрола за тоа што правиш пред и зад? Тоа беше тешко. Затоа пропаднаа тие први 5 дена кога работев со другива и кога почнав да го тотално ми пропаднаа 6 дена, бидејќи знаеш, не можеш да сватиш што функционира, после тоа сваќаш дека мислиш дека знаеш и после тоа ќе сватиш дека не знаеш. И ќе отидеш дома и ќе завршиш домашната од А до Ш и ќе дојдеш спремен на сет и ќе бидеш окей, од оваа секунда до таа секунда и е малце иритантно бидејќи после тоа ти во монтажа јас од овој филм не можев да склопам визуелно многу филмови. Можев да склопам овој и евентуално уште еден, ама ја немав материјал, значи
ако кадрот мене ми трае 1 минута, ја само таа минута ја снимам од тука, идам тамо, бидејќи во мојата глава бев као, ако јас не можам да ги донесам овие одлуки сега и тука, тогаш јас треба да правам нешто друго. И тоа, во односот на различни филмови, дали можеше од ова со миксмастерот можеше да се да се играше колку сакаш, да се остави една слика, да се направа, да се. Ама еден тек, ако имаш еден тек, имаш, така мислам. Да, ако имаш еден тек, и пробав, бев фасциниран од филмот, филмската лента, и пробав некои ограничувања да си дам, што предобро функционира, и сега тоа пак ќе го вратам, се со кога тргнав со Емил, снимав, не знам, ако снимаме 5 сати, ја имам 2 сати материјал. Значи, каде со тоа? Снимав, ако еден ден имав 20 минути, морам тие 20 минути, повеќе од тие 20 минути немав. Имав насетирано камерата да немам повеќе од 20 минути да снимам. Си ставаш ограничува. И тоа ограничување многу добро функционира, за тоа ограничување зборуваат и луѓе кои фотографираат се. Не многу често фотографирам со аналоген на филмска лента, но има нешто во тоа кога имаш 20 композиција. Тоа е тоа. Нема бегање. Нема бегање, вака со дигиталното так и од тие 100 дали 10 се добри. Дали 2 се добри. А од овие 26 кои ги имаш ограничувањето се 10 добри. Ама и пофокусиран си. Човек си, сепак се трошиш. Значи не можеш 30 добри тейка да извадиш од себе си колку и да сакаш, така? Значи првите 1, 2, 3 ќе ти бидат најсилните, 5 ако веќе ти треба загревање, ама не можеш да се без разлика на батеријата колку ти трае, без разлика колку SD картици мемуваш, лимитиран си. Со луѓе работиш, така? Да. Меѓутоа, колку па експерименталниот филм можеш да го комбинираш со играната форма, со оглед на тоа што се два различни звера. Меѓутоа, колку ти си склон да ги тестираш границите на едната и на другата форма, со оглед на тоа што таа тенденција ја забележува? Па, види, не се воде според тоа дали ќе биде експериментално или ќе биде наративно. Тука се водев, окей, оваа приказна треба да се раскаже вака и јас не би можел на ниту еден друг начин да ја раскажем исто. Значи, тотално не е, затоа беа поставени тие ограничувања, као буквално се чувствував као сликар кој ја има сликата метро на метро и се што ќе наслика тоа е платното. На зидот до платното не важи. Значи тука се ограничувањата и ги поставив тие параметри на ограничување каде што камерата нема да се движи освен ако не е негов point of view. Имаме 3-4 кадри. Само тука се движи камерата и ќе биде црно-бел, ќе биде 4:3 aspect ratio на двете страни. И чекај, што беше прашање? Прашањето беше за експерименталниот филм. За експерименталниот. Па од почеток беше таа окото сакав да го имам. Прво после тоа вклучив и тоа беше специфично да се сними каде што на платно беше дланките. Па и дланки и камерата беше тука и мојата point of view тоа беше камерата. И ја вака правев пред камерата, а на платно беше проектирано тоа. Не беа две слики, фотографии, една врз друга. Не знам, пробував таа некоја приказна, пробував ајахуаска и премногу ме фасцинираше тоа нешто. Не знам се уште што е, но знаеш, кога ќе отидеш тамо и кога ќе ти ги презентира сите твои стравови, демони, негативни страни кои ги има милион, внатре во мене кои се некако врежани, ќе те врати на некои сеќавања, ќе ти покаже некои работи, најверојатно она само ти ти ги прикажува тие, па после ти извлекуваш сваќања и нешто од тоа, и кој ќе дојде некоја личност која ти била толку многу драга, а не мора да значи дека е почината или само некако сте си ги раздвоиле патиштата во животот и која ќе започнеш со нејза комуникација најосновна, како си, дај цигара, дај ми, сега
лупам, Добре, добре. најосновна комуникација, тие некои мали ситни елементчиња се премногу ме фасцинира. Бев казал, зашто некој не може да направи филм за ова, зашто ова не може да се представи, зашто таа некоја си приказна. Знаеш, имам малце проблем со тоа што ликот беше претажен. И сега, доколку би се вратил, малце би го разиграл, ама не знам дали тоа би функционирало, бидејќи сега вака многу е лесно да кажеш као и ова може треба би го поправил или не. Тука е тоа и треба само да продолжиш понатаму, да го оставиш нешто во тебе. И пресек на време е сепак. Да, Тогаш ти пресек можел на со време. тоа да го направиш, што ти можеш, што Тоа, си го имал тоа. и со тоа размислување кое што си го имал за Павел. тоа. Денес не би бил филмот тој што е. Денес сосема поразлично дело може би преснимил. Денес не би се и тоа ме фасцинира, како сум тргнал сам да правам филм. Знаеш, кога ќе му кажеш на некој сам правев долгометражен филм, што и не е толку лош, е добар филм, е окей филм, не е лудило, не е предобар филм, ама е добар филм, е окей филм. Супер. Држи некоја вода, држат некои работи, кадрите мене ми се допаѓаат. Така. И знаеш, ќе ти каже дај, иди, не лупај глупости, не збори глупости, не. Добре. И Со што си најзадоволен со делото? А со што најмалку? па со маркетингот сум најмалку задоволен, бидејќи немам време тоа да го направам, а и најверојатно најмалку знам за тоа, за тоа некако да го презентирам на луѓето да можат колку што е можно повеќе да го видат. Ама тоа сега пробувам некако да дојдам до некои дистрибутери кои би можеле некаде да го презентираат, да биде виден филмот, дали се тоа некои помали киносали. Некако имам чувство дека филмов у Синеплекс не би играл, не би требало да игра. Бара артхаус публика, бара публика која што ги цени авторските филмови пред се, кој што ќе ги забележи убавините кои што ги имаш во него. Да, и тоа пробувам. Тој момент, другото не можам да бидам незадоволен, толку многу работев на нештото. Не, може би некои работи у структурата би променил, во диалогот би променил многу. Имам тамо прилично огромни дупки, како е кажан диалогот, како е напишан на делови. Тука ми се некои проблеми, имам 2-3 проблеми на некои сцени каде што дали траат малку подолго, па сум ги оставил, па не сум можел никога да најдам некое решение како тоа да го пресечам. Па бил многу помал ризикот да го оставам тоа да трае уште минута-две, отколку да го извадам гледачот од тој некој момент. Не сум можел тоа да го направам. Углавном сум задоволен. Има филмчиња кои никогаш не сум ги извадил, овие што сум ги извадил до некаде има причина зашто сум ги ставил и сум ги дал на луѓе да ги гледаат. Супер. И сум окей со нив. Дали треба да видиш. Да. И таа некоја ослучна даска за нешто подобро во иднина. Што би очекувала од тебе во иднина? Никад во живот нема да направам црно-бел филм, тоа си го кажав. Иако имав теорија пред година дена дека цел живот ќе правам црно-бели филмови. Окей. Па сега тргнав као не, тоа никогаш повеќе. Не, може би за месец дена ќе се предомислам. Најверојатно. Или пак некои елементи или некако тие две нешта да ставиш или кошмар или Ма тоа сон некако најмалце ми функционира на црно-бело, бидејќи сонот треба да биде многу пореален од реалноста. Тоа е обратно, реалноста црно-бела може да биде нечи поглед. Тоа некако пологично ми е. Сакам долги тејкови, долги кадар секвенции. Сакам филмови. Тоа е идејата со Емил Вратисе, што сега го спремаме. Работам
првпат со некој од страна некако се после неколку обиди Кирил Караши свето. Некоја вака по темпераментот се најдовме и они се мадафака дечки. Дефинитивно. И пробуваме да направиме нешто, односно пробуваме да направиме нешто што нема да биде направено со трикови, ќе биде чисто. Во камера. И нема да има толку многу, трикови, ќе биде многу поразиграно, многу по, знаеш, се уште работиме на тоа ќе има многу ситуации, но сега за сега најголема инспирација е Пушер. Одлично. Така да од таа некоја насока не е толку многу крими, знаеш, кога збориме ги забранувам тие крими, мафија зборови. Буквално сум као немој тоа. Вие се реални луѓе и е таа девојка која вози такси, која мудот е тој. Тоа што го бараш. Тоа одлично. Тоа следи од тебе. И пресреќен сум за тоа и ќе се борам до крај да биде направен филмот како што треба да биде. Извини, тука што ќе мора да го прекинеме разговорот со оглед на тоа што апокалипсата ни ја најавија на полноќ дека доаѓа, така што ќе треба да го зачуваме овој разговор и да го архивираме за сето тоа што го направивме. Ти посакувам многу успех кога ќе го снимиш. Емил, врати се ти да се вратиш во Канал 103 и да поразговараме надолго и широко кога нема да имаме заканата од постоечката катаклизма, која што значи исклучување на струјата. Ти посакувам многу успех да го комплетираш филмот и многу други филмови и да ми доеш пак да продискутираме за значењето на нив. Јас сум Зарко Ѓеревски, го затворам 532 гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре гледајте и филмовите на Илија Павлов и замолкнете за миг и слушнете го гласот на тишината.